Драги ученици, добре дојдовте во Е-училница. Јас сум наставничка Александра Блажевска и ќе бидам вашата онлайн наставничка во оваа лекција. Оваа лекција се однесува на наставниот предмет хемија во 9-то одделение и ќе обработуваме наставната содржина за атомски и масен број. Повеќе за оваа наставна содржина ќе најдете на страната 12 и 13 во учебникот по хемија за 9-то одделение. Мој совет е внимателно следете ги видео лекциите, запишувајте ги важните работи и одговарајте на поставените прашања. Па да видиме што ќе научиш во текот на оваа лекција. Ќе научиш да определуваш атомски и масен број. Да определуваш број на протони, неутрони и електрони во даден атом, како и да правиш споредба во структурата на атомите на првите 20 елементи од таблицата на периодниот систем на елементите. Па за почеток да видиме што е тоа атомски број. Атомскиот број се означува со големо Z. Тој уште ќе го сретнете и како реден број и представува или го представува бројот на протоните во јадрото на еден атом. Атомскиот број уште може да се каже и дека е лична карта на атомите на хемиските елементи, бидејќи врз основа на овој број ние определуваме за кој атом на хемиски елемент станува збор. Како се запишува? Се запишува како долен лев индекс веднаш до символот на хемискиот елемент. По конкретен пример, ако С е символот на хемискиот елемент, долниот индекс 6 го означува атомскиот број на јаглеродот. Масен број. Масениот број се означува со големо А. Масениот број всушност е збир од бројот на протони и неутрони во јадрото на еден атом. Масениот број всушност ни ја покажува масата на еден атом. Забележувате дека тука не ги среќаваме електроните, но тоа е затоа што нивната маса е занемарливо мала, односно многу помала од масата на протоните и неутроните. Масениот број ќе го читаме од таблицата на периодниот систем и тоа од вредностите за релативната атомска маса. Во нашите пресметки ќе земаме заокружени вредности од вредностите на релативната атомска маса. Како се означува? Се означува како горен лев индекс веднаш до символот на хемискиот елемент. Па така, за јаглеродот символот е С, атомскиот број е 6, а масениот број е 12. Од атомскиот и од масениот број можеме да ги пресметаме бројот на протони, неутрони и електрони, користејќи ги нивните взаемни поврзаности. Она што го видовме на почетокот на лекцијата е дека атомскиот број е еднаков на бројот на протони. Па според тоа, од вредноста на атомскиот број, ние автоматски го знаеме и бројот на протони. Видовме дека масениот број представува збир од бројот на протони, односно атомскиот број и бројот на неутрони. Па според тоа лесно ќе го пресметуваме бројот на неутрони како разлика од масениот и атомскиот број. И она што го научивме на во претходната наставна содржина, дека атомот е електронеутрална честичка, во која бројот на протони и бројот на електрони се еднакви, односно бројот на позитивни полнежи и бројот на негативни полнежи се еднакви. Според тоа, да видиме каде може да ги пронајдеме вредностите за атомскиот и масениот број. Во рамки на периодните системи, без разлика дали се тоа во дигитална верзија или во хартиена верзија, на сите од нив се назначени атомскиот и масениот број. Во суштина, масениот број го земаме од вредноста на релативната атомска маса. Во конкретниот случај, овде е даден водородот, атомскиот број е 1, додека релативната атомска маса е 1,008. Ја земаме приближната вредност за вредност на масениот број, па така вредноста на масениот број за водород би била 1. Тоа е затоа што водородот е единственото јадро кој во својот состав има само еден протон и нема неутрони. Ова е интерактивен периоден систем од Royal Society of Chemistry. Може да ја посетите страната, во описот на видеото имате линк и исто така да пронајдете бесплатни апликации за вашите Android и iOS системи. Ке се изненадите од интересните информации и интерактивноста на овој периоден систем. А сега да се обидеме практично да го примениме ова што го научивме во текот на оваа лекција. Да определиме број на протони, неутрони и електрони врз основа на атомскиот и масениот број. Еве една конкретна вежба. Еден атом има атомски број Z, кој е еднаков на 7, и масен број А, кој е еднаков на 14.
Потребно е да го определиш бројот на протони, неутрони и електрони кои се наоѓаат во овој атом. Бидејќи Z е еднаков на атомскиот број е еднаков на бројот на протони, автоматски бројот на протони е еднакво на 7. Бидејќи масениот број е збир од атомскиот број и бројот на неутрони, за бројот на неутрони едноставно со разлика од масениот и атомскиот број ќе пронајдеме дека тој е еднаков на 7. И, бидејќи бројот на протони е еднаков на електрони кај атомот, затоа што тој е електронеутрална честичка, автоматски бројот на електрони е еднаков на 7. Како тоа се запишува, во конкретниот случај станува збор за атомот на азотот. Долниот лев индекс го укажува атомскиот број, а горниот лев индекс го укажува масениот број. Па да видиме колку научи. Дадена една табела во која имате назив на елементи, символ на елементи, атомски броеви, масени броеви, број на протони, број на електрони, број на неутрони и број на електрони. Врз основа на овие дадени податоци, потребно е да ги пополниш празните полиња. Паузирај го видеото за да размислиш и одговориш и кога си подготвен, продолжи да ги провериш своите одговори. Да видиме дали твоите одговори се соодветствуваат со точните одговори. Еве ја табелата со точните одговори. Калиум е елемент со символ К, бидејќи е даден масениот број 39 и бројот на електрони 19, лесно може да се пресмета дека и бројот на протони, односно атомскиот број е 19. Бројот 19 за атомски број ќе биде еднаков на бројот на протони, а додека бројот на неутрони се пресметува како разлика од масениот и атомскиот број, тоест 39 минус 19 еднакво и 20. Доколку вака си ја одговорил табелата, одлично си ја соодредил наставната содржина. Следното видео, мите ги рацете, одржувајте социјална дистанца и носете маска. Се гледаме во некое следно видео. Поздрав!